Иако месото е важен извор на протеини, одредени видови треба да се избегнуваат поради високата содржина на маснотии. Според гастроентерологот Воислав Перишиќ, најдобар избор е говедското месо поради високата содржина на железо и цинк. Тој советува да се избегнува свинското месо, освен бутот, кој треба да се консумира сув. Некои видови месо можат да го зголемат нивоото на лошиот холестерол и да предизвикаат срцеви заболувања. Докторите предупредуваат дека масните парчиња црвено месо, како филе миньон и јагнешки котлети, содржат високи количини заситени масти кои можат да доведат до воспаление и зголемување на телесната тежина. Свинските ребра и сувомеснатите производи, како колбасите, се исто така на листата на меса што треба да се избегнуваат. Тие содржат високи количини заситени масти и натриум, што може да го зголеми ризикот од кардиоваскуларни болести. Порција од 115 грама свински ребра содржи 13 грама заситени масти, а сувите колбаси 350 до 500 мг натриум на 50 грама. За поздрав начин на исхрана, експертите препорачуваат умерена консумација на месо, со фокус на помалку масни парчиња и балансирана исхрана богата со зеленчук и здрави масти. Ако сте љубител на сочни ќофтиња и богати кремасти сосови, овој рецепт е вистинскиот избор за вас. Класичните ќофтиња добиваат сосема нова димензија кога се комбинираат со неодолив сос од пармезан, кој го прави јадењето неодоливо вкусно. За подготовка на ќофтињата ќе ви бидат потребни мелено месо, зачини и малку лебни трошки за совршена текстура. По пржењето, ќофтињата се готват во богат сос од путер, лук, павлака и рендан пармезан, што му дава кремаста и деликатна арома. Ова јадење е идеално за сервирање со тестенини, пире или свеж леб, кој совршено ќе го впие вкусниот сос. Без разлика дали го подготвувате за семеен ручек или специјална прилика, оваа комбинација сигурно ќе ве воодушеви.